Добро утро од Скопската гимназија Раде Јовчевски Корчагин. Атмосферата на вистина одлична, 7 часот и 30 минути веќе започнува првиот час за овие ученици. Како што споменавте и вие, хуманитарна представа со цел да се подари насмевка за секое дете на 26 декември во Македонската филхармонија. Деталите утрово ги дознаваме од директорката Елена Стојанова Димитров. Добро утро, како сте утрово? Добро утро од целата гимназија, добро утро од учениците кои што ги прават финалните подготовки за сказно-приказна. Чести задоволство ни е што е четврта година поред ја правиме оваа представа. Значи драмската секција заедно со професорката Татјана Алексич, заедно со хорот на училиштето го подготвуваат овој настан, кој што секоја година зема се поголема бројка. Оваа година имаме честа да бидеме во филхармонија, значи имаме една сериозна бројка на гости кои што ги очекуваме оваа година. Подготвени ли се сите актери, актерки, нивната менторка која што ете и вие споменавте секојдневно заедно работат? Гледам една актерка зад нас, навистина јубаво изгледа. Што очекувате од годинишната представа? Се подготвуваме, веќе се дополнуваме секоја година околу подготовките. Да, еве ги тука се актерите, значи костимографија, сценографија, се е тоа нивна изведба. Очекуваме полна сала. Очекуваме многу гости, оваа година е зголемена бројката, имаме гостинчиња од СОС Детско село, космонаутко заедно со неговите дечиња ангелчиња ни се поканети, многу училишта, многу градинки и искористувам приликата да ги поканам целата јавност, сите кои што ќе бидат во можност да дојдат заедно со нивните дечиња, внучиња, да ги донесат утре на представата и заедно да споделиме среќа до сите други дечиња. Верувам дека не е едноставно да се организира ваква представа. Споминавте четврта година поред ја реализирате. Колку време се подготвуваат во текот на годината? 365 дена во годината. Значи од идеја до реализација, бидејќи не е само овој настан, ние мора да обезбедиме целосна логистика, мора да обезбедиме каде ќе ги доставиме тие подарочиња, затоа што по завршување следниот ден веќе треба да се достава до детска клиника, детска онкологија, од болницата, значи имаме голем дел на болници кои што сакаме да ги обслужиме за да можеме да израдуваме дечиња. Значи еден голем подвиг. Влезот е слободен во смисла символичен, да. Затоа што секој кој што сака да ја погледне представата треба да донесе подароче. Никој мало подароче. Да. Значи не се наплаќа билет, туку секој еден доаѓа со скромно подароче, дали е тоа некоја сликовница, дали е некоја плишана играчка, друштвена игра, нешто што ќе израдува едно детенце во детските болници. Се подготвувате ли можеби за нешто ново во вакво нешто слично за да израдувате дечиња повторно? Со оглед на тоа дека секоја година ја надополнуваме представата, малку ја видоизменуваме за да биде интересна нели на публиката, не велам дека не. Секоја година драмската секција секогаш понудува нешто ново, сигурно ќе имаме нешто ново и наскоро следната година. Беше ли предизвик годинава за актерите и актерките да се вклучат во представата? Да, се вклучуваат, сакаат многу, пак ќе споменам дека од костимографија, сценографија, значи буквално се вклучени во секој сегмент од представата и секоја година како завршуваат матуранти, така оние кои што доаѓаат во прва година се вклучуваат и си го наоѓаат нивното место. Пред да се вклучиме, влеговме во вашата библиотека, која што сега е претворена буквално во гардероба. Апсолутно. Се подготвуваат сите костими. Секоја година имате различни, надополнувате нови? Дел позајмуваме од театрите, ни излегуваат во пресред, затоа што ја знаат нашата иницијатива, но голем дел се шијат сами, можете да видите тука, од пегли, од машини за шиење, значи буквално се изработува тука. Да, уште еднаш да ги поканиме нашите гледачи, кои што се разбира во можност 26 декември Македонска филхармонија. Во 18 часот. Ги очекуваме да израдуваме многу дечиња. Благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вам.